Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21. Таман помисливме дека можеби се ближи крајот на политичката криза и дека избори на 11 декември ќе има. Политичките партии прават своји пресметки, дали ќе има избори, дали не, со кои се предусловите и условите за фер и регуларни избори, ќе дебатираме вечерва во ова издание на Клик Плюс. За таа цел гости во студиото се Љупчо Ристовски, председател на Институтот Интегра. Добро вечер. Добро вечер. Господинот Рамадан Рамадани, аналитичар и председател на Институтот за слободна мисла НИСМА. Добро вечер и за вас. И адвокат Александар Наков, исто така поранешен јавен обвинител и судија. Добро вечер и за вас. Добре дојдовте, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости. Господин Ристовски, се повеќе во јавноста, дали поради партиски пресметки, дали секој си гледа сега каде да се позиционира, се со цел да освои власт, се повеќе се наметнува прашањето што е тоа, кои се тие предуслови што треба да бидат исполнети за да имаме регуларни избори. Во тој контекст различни се гледањата. Ако гледате од аспект на владеачките политички партии, секако ќе имате еден корпус на аргументација што е тоа што е потребно за да имаме регуларни избори. Од аспект на опозицијските партии, тој корпус е многу поширок и се навлегува многу подлабоко во детали. И тоа е добро, но од аспект на нацијата, од аспект на државата, мислам дека најважното прашање на кое што треба да одговориме сите заедно е кредибилноста на изборниот резултат, значи доверливост. Дали изборниот резултат ќе биде доверливо вистинско осликување на она реална политичка карта во државата, без разлика кој ќе победи на изборите. Иначе, владеачките политички партии секој пат ќе гледаат воденицата да завртат на нивна страна. Тие секој пат ќе гледаат да има простор каде што ќе можат тие полесно да поминат на изборите. Затоа ќе ги злоупотребуваат и понатаму медиумите. Затоа ќе се обидат можеби и да влијаат врз државната изборна комисија околу одредени услови, околу оперативно одржување на изборите и така натаму. Значи, тие ќе се обидат до крај да ги користат сите механизми што нели власта или злоупотребата на позицијата на власт ќе им овозможи попривилегиран статус и поголемо влијание врз гласачкото тело. Тука опозицијата мора да биде мудра. Значи, тука треба да ги открие сите критични точки каде евентуално може владеачките партии да се обидат да влијаат и да направат пробивање на нели она рамка која што ја зацрта и со Пржино 2 и со нели општата клима која што во јавноста дојде. Но и новинарите, медиумите се исто така битни во оваа фаза. Тие треба да се отворат, да се обидат да изнедрат се што е она најдобро, за да може да нели имаме еден фер, доверлив демократски изборен процес кој што ќе отслика нели доверлива карта на политичката сцена во Македонија, за да имаме едни доверливи резултати. И најважно е резултатите да бидат признаени, не само од меѓународната јавност, но од нацијата. Треба да ги признаеме сите ние. Да речеме, да, ова е фактичката состојба во Македонија и од тука тргнуваме натаму и имаме нели потоа уште многу повеќе и посериозни работи за решавање. Господине Рамадани, што е според вас клучно за регуларни избори или избори на кои треба да им верувам, ова што го зборуваше господин Ристовски, дали медиумите, дали меѓуетничките односи, дали може би идните коалицирања за кои што се уште не знаеме како ќе се случуваат, кои со кого ќе имали широк фронт, дали албанските партии ќе се обединат опозицијски или нешто според вас клучно? Да, па мислам дека едно од најголемиот дел од клучните работи веќе беа дефинирани со Пржино, така да ние сега имаме така наречена транзициона влада која ќе осигура избори, имаме колку толку прочистен избирачки список и имаме она чудноватото адхок тело кое е за мониторирање, надблудување на работата на медиумите и со тоа почетните она што политичките партии досега го артикулира веќе се исполнети на некој начин и
треба тоа да профункционира. Има, мислам, две работи кои ќе бидат клучни, кои ќе следат, иако тие се подразбират. Едното е олеснувањето на работата на специјалниот јавен обвинител, што директно нема врска со изборите, но некако стана заради политичката артикулација на партиите и од власта и од опозицијата за тие два закона кои специјалното јавно обвинителство ги иницира, а некои политички иницијативи веќе ги барат да се заведат во парламентот. И мислам дека донесувањето на овие закони ќе биде една од клучните работи кои може да се случи пред избори, и втората е изедначувањето на изборните единици, кое што е работа техничка и е работа која се подразбира и можеби не треба никако политички да се артикулира за да не настане некој политички или меѓуетнички момент, заради тоа што само 6-та изборна единица, како што знаеме сега, има голема неадекватност, при што се губат голем дел на гласови. Но има еден дел, значи, кој што мислам дека е важен и ќе биде на крајот многу важен за кредибилноста на изборите, како што кажа и мојот претходен соговорник, а кој се однесува, така да кажам, на нас граѓаните, а мислам дека ќе биде одзивот. Мислам дека одзивот на граѓаните на овие избори е тоа што ќе го направи преломното во овие. Вие ако имате поголем одзив, значи поголем одзив на гласици, тогаш сите и можеби мали нерегуларности и ред други работи, нееднакоста на изборни единици, не знам, непредставителност и друго, сето тоа ќе се намалува со поголема излезеност на граѓаните и мислам дека како што се протега сега политичката клима, мислам дека тоа полека се сваќа и кај граѓаните и јас, еве, да бидам смел, прогнозирам дека и на овие избори ќе има голема излезеност како што беа на последните така со голема излезеност избори во 2002 година. Господине Наков, што е клучно за регуларни избори, избори на кои ќе им веруваме? Вие имате своја теорија за тоа? Според моје длабоко убедување, ние во Македонија почесто и во вакви дебатни емисии сакаме да кажеме дека во Македонија владее политичка криза. Јас лично сметам дека во Македонија владее криминална криза, односно искриминализирана состојба. Таквата состојба ја наметнува токму факторите за кои се однесува криминалот кој треба да биде гонет. Нормално во една таква ситуација тие се луѓето, односно факторите кои наметнуваат одредени правила за понатамошен тек на изборите. Се со цел нормално да се спасат од одговорност. Господине Ристовски, вие велите дека треба да на крајот, кога и да се одржат изборите, дека треба да имаме резултати на кои што треба да им веруваме. Што треба да се направи? Верувањето или верувањето е чувство. Меѓутоа, како да им веруваме? Сепак треба докази, треба факти, треба видливо да биде нешто за чувството кај граѓаните да биде такво доверливо. Секоја владеачка гарнитура, значи, мора прво и основно да биде таа заинтересирана за доверливост на изборните резултати, ако сака и понатаму да остане на власт. Значи, први тие треба да се борат за да има услови кои што ќе го задоволат предметот на интересирање на се што значи опозиција во овој момент во државата. Значи, тие треба да предничат во барањето на тие услови и претпоставки кои што опозицијата ги налага, за да нели биде опозицијата таа која ќе биде пред се задоволна од целата изборна ситуација. Меѓутоа, во моментот општата политичка клима во државата не е таква. Ние имаме власт таква каква што имаме. Таа е автократска власт. Значи, по сите меѓународни истражувања станува збор за хибриден режим според речникот на политичките науки. Значи, паднати сме ние длабоко на дното на демократските дострели достигнувања. Од тука, ова е илузија што јас го говорам, да ние очекуваме од моменталната политичка номенклатура, вклучувајќи ги не само ВМРО ДПМН, туку и ДУИ, да ние очекуваме дека кај нив ќе се роди некоја демократска искра на чувство, на совест, дека тие ќе бидат оние што ќе предичат да направат нешто. Од тука одговорноста на целиот опозицијски корпус е точно да ги детектира сите критични точки, дури и во оваа фаза, значи вклучително и сите сценарии околу развојот на разврската околу специјалното јавно обвинителство
Внимавајте, проценката е дека во вторник нема да биде распуштен парламентот. Проценката е дека владеачката гарнитура ќе калкулира до последниот момент, дали ќе биде 26 или 28 не се знае. Значи сите сценарии во оваа фаза се отворени, демократската критична јавност мора сето тоа да го промислува. Длабоко аналитички, медиумите да се отворат за дебати, да се гледат сите критични точки каде може да изненади оваа автократска власт во било која ситуација, за да евентуално или можеби се обиде да ги одложи на било кој начин изборите, или можеби да создаде отворен простор да го растегне нели оној корпус на стегната рамка околу која целата демократска јавност бара да биде одржан изборниот процес и целата меѓународна јавност исто така. И тука треба една строга координација и помеѓу меѓународната заедница, помеѓу опозицијскиот корпус, помеѓу медиумот, целата демократска расположлива јавност. Значи, за мене е многу важно да го најдеме оној вистински канал по кој што ќе можеме да дојдеме до реална политичка карта, независно кој ќе добие на изборите. Таа реална политичка карта ќе ослика она вистинска политичка состојба кај гласачкото тело во државата. И од тука понатаму веќе ќе промислуваме каде во кој правец Македонија ќе се движи. Но ние мора да се отвориме целосно, за да едноставно дојдеме до она што е, јас го велам често пати, најдоброто и за самиот изборен процес, но и за политичката иднина на државата и на генерациите после нас. Совеста мора да проработи кај сите. Господине Рамадани, веројатно е нормално власта да се критикува, бидејќи таа е на власт, таа работи, таа и греши. Меѓутоа, еве, ова сега нешто начина господинот Ристовски, никој не ја споменува опозицијата. Веројатно затоа што не е на власт и нема зашто да се критикува. Меѓутоа, дали е така? Дали опозицијата и овие критични точки што ги споменува господин Ристовски, според вас, барем сигурно правите анализи во вашиот институт, е способна да ги детектира тие критички точки, да действува соодветно за да ја освои власта за која што се бори? Па да, значи, опозицијата не се критикува и не личи, мислам, во јавноста да се критикува заради простиот факт дека таа нема власт и одлучувачка моќ. Но може да се критикува за обемот и квалитетот на работа, како што кажавте. Јас мислам дека во ваков случај опозицијата исто, како што рече и професорот, треба да предничи во некои работи и да ги разбере важноста на некои процеси кои се случуваат во Македонија и тоа да ги опфати во своите анализи и да има план за тоа. Мислам дека опозицијата и во овој случај е како, еве, да кажеме, нашата селекција која игра некојаш пред некои поспремни репрезентации, како што се Италија или Шпанија, кои ни се во групата, тоа воедно треба и да се одбрани, но воедно треба да размисли и за многу подобар резултат и како да оствари од тоа што се очекува. Во овој случај има и еден факт кој што не се согледува доволно, а тоа е ова што го рече професорот претходно, е кој ги организира овие изборите. Знаете, ние сме навикле тука луѓето да зборат во нашето време, во времето на ДУИ, во времето на ДПА, во времето на СДСМ, во времето на ВМРО, но да не заборавиме, во времето на некои се случија избори и тие изгубија. Значи, самите тие со организирање на избори изгубија, така да тоа е голема одговорност и останува историска нит во тоа. Секој кој што се има во оглед својата, како да кажам, институционална историја, било која политичка организација или иницијатива, треба да го осознае и ова како голема добивка или придобивка во своето институционално функционирање и тоа да го истакне. Истото ќе се случи и на овие избори. Господин Неков, господинот Ристовски спомена дека еден од клучните елементи за да имаме регуларни избори или да им веруваме на тие избори, дека се такви, е олеснување на работата на специјалното јавно обвинителство. Зошто треба на една институција, па макар тоа било и специјалното јавно обвинителство, нешто да и се олеснува или некој да ја даде поддршка или да има било
каков бенефит за разлика од другите институции кои што ја вршат истата работа како специјалното обвинителство? Морам да Нели се става дека нели тоа добива политички контекст? не се слагам со вас од причина што специјалното јавно обвинителство е резултат на договор меѓу политичките партии. Овде секако се поставува и прашањето на учеството и на власта, обвинета, осомничена уствари за одредени криминални дејанија како фактор во преговорите. Од тука ни случајно треба да се поставува прашањето за постоењето на специјалното јавно обвинителство. Такви јавни обвинителства постојат во повеќе земји. Италија е зародишот на стварање на една таква организација со специјален статус за откривање на организиран криминал. Овде би го поставили прашањето. Почнаа преговорите, ние имаме Пржино 1, 2 и 3. Пржино 1 беше причина и повод за белешките на Прибе. Ако го поставиме прашањето, што има спроведено од забелешките на Прибе? Скоро ништо. Тој сугерираше реорганизација на државните безбедносни органи, реорганизација на полицијата, реорганизација на правосудството и така натаму. Од тоа, ама нема ни почеток, односно буквата. Нормално е тогаш обвинителството, такво какво што е, со таа организација, со тој број на луѓе, со таквата поставеност, во рамките на законските овластувања што ги има, а јас сметам дека се недоволни, веројатно понатаму ќе го начне прашањето и на барањето на специјалниот јавен обвинител за додатни закони, измени на самиот закон, дополнение или продолжување на мандатот, укажува на фактот дека јавното обвинителство од ден на ден не идува на олеснување на неговата работа, него на обструкции секојдневно. Господин Ристовски, споменавте на два пати досега критични точки. Вие сметате дека ова власт не работи добро и дека опозицијскиот фронт е редно време да ги замени. Меѓутоа, не бевте конкретен што мислите кога велите критични точки? Кои се тие критични точки за да стигнеме до регуларни избори? Пред да одговорам на тоа околу опозицијскиот корпус, да додадам само една работа. Одличен беше потекот кој што во изминативе неколку дена или изминатава недела во опозицијата се подели левиот центар и либерално-левичарскиот корпус во еден блок и умерената десница и десниот центар во друг блок. Тоа за мене е одличен потек. Јас тоа подолго време наназад и во сите јавни политички дебати го бара, во сите колумни исто така пишував. Проценката е изворедна и таа е одраз на состојбите на теренот според информациите кои што ги слушнавме. И сакам да споделам во оваа прилика дека ако успее десниот блок, значи таа умерена десница и десниот центар да биде едномислена, монолитна во оваа фаза, да ги надмине суетите, да ги надмине да речеме сите интереси и така натаму, да ги стави на страна и да го подреди државниот интерес, интересот на нацијата на површина, на прво место, тогаш мислам дека има изворена перспектива да настане сериозен политички потрес на изборите во декември, секако доколку се одржат. Една од критичните точки за да не се одржат изборите во декември е токму работата на специјалното јавно обвинителство. Јас не очекувам дека власта ќе биде до толку дрска да го употреби Уставниот суд или да го злоупотреби Уставниот суд во периодот по распуштањето на собранието да донесе одлука со која ќе се проблематизира позицијата на специјалното јавно обвинителство, но не е исклучено како можност, имајќи предвид сите глупости што ги има направено оваа автократска власт во изминатиот период. Значи со дрско се оди до крај во одредени ситуации. Меѓутоа, внимавајте сигналите дека нема да се продолжи рокот на работата на специјалното јавно обвинителство, упатуваат во таа насока дека власта е смртно уплашена од резултатите на работењето на специјалното јавно обвинителство. И тие свести за својот грев, свести за длабочината на глупоста во која беа живи фатени, немаат и каде да одат во оваа ситуација, затоа што
Онаа политичка гарнитура која што ја води Македонија изминативе 10 години, таа е предмет на обвиненија. Сакам да додадам и Таа е осомничена. И сега внимавајте, простете само реченицата. Значи, таа политичка гарнитура е во најнезавидна ситуација. Токму таа не сме да се појави сега на изборните листи, затоа што тоа дополнително ќе оди во прилог на опозицијата. Било кој што е осомничен или обвинет во целиот процес, тоа се клучните луѓе на раководството на ВМРО ДПМН и ДУИ. Ако истите тие ликови се појават, опозицијата веќе однапред ја завршила работата на изборите. Кратко е времето да најдат нови ликови кои што се доверливи во јавноста. И оттука предноста на опозицијскиот корпус е тоа е вториот критички момент зошто владеачките партии би сакале евентуално да направат пореметување на политичката сцена и да се обидат некако да го одложат овој момент и да добијат на време до пролет евентуално. Повелете, господин Наков, во ред. Додам, во цело се слагам со изложеното од професорот, дека специјалното јавно обвинителство е само почеток. На него ќе има понатамошни доградување во смисол на екипирање на екипи, форензичари, техничари, истражители и така натаму, така да работата ќе се продлабочува, работите ќе добијат на тежина се повеќе и повеќе. Господин Рамадани, кога веќе спомна господин Ристовски, кој смета дека два блока, левица ќе видиме што ќе прави за сега е сама, дека е добро решение два блока да бидат, за да може да се спротистават на оваа власт, на избори. Дали се согласувате со тоа, со оваа теза, како една од точките што кога би се решила, би имали регуларни избори, особено кога станува збор за партиите на албанците во Македонија? Па да. И исто во таков случај во албанскиот дел на електоратот на изборачкото тело има и некое очекување дека новите политички иницијативи на некој начин ќе се соединат или најмалку е да направат некој така наречен изборен пакт, како што е работата во опозицијскиот блок со левицата и со десницата или центарот, и мислам дека и тоа следи. Има некои промакнувања во овој смисол, значи кај движењето БЕСА, кај реформското движење на ДПА предводено од Стручкиот градоначалник, исто така помалите, да кажам, партии кои беа скоро формирани, тоест унитети и оживеаниот просперитет и ред други иницијативи, па има една таква заложба. Друго е што ние треба да го третираме, да знаеме, е и енормниот пад на ДУИ, кој што не личи, значи, со падот на ДПМН. Ние треба да бидеме свесни дека во албанскиот дел на електоратот ДУИ толку многу паднала во довербата, што оставила големи празнини и големи празнини во тоа што луѓето очекуваат. Да не заборавиме, значи од ДУИ е формирана една цела нова партија која се вика Унитети. Од ДУИ е превземана она многу важната историска компонента на која ДУИ знаеше да се повикува, а тоа беше наследството на конфликтот од 2001 година, со тоа што еден од главните носители на тоа востание е сега председател на една друга партија која се вика Унитети. Да не збориме за видни личности кои порано биле заедно со ДУИ и помагале од културниот живот, па од општествени чинители, важни историски личности, некои живи, некои мртви кај албанците во Македонија, кои што веќе не сакат, значи, ни до толку да бидат асоцирани со ДУИ, некој да им покажува со рака, како што прави професорот кога збори за ДУИ. Накај мене јас се осеќам веднаш вака... Зошто се плашите? Што имам, па не сакам ништо да имам, значи ни да имам со ДУИ, например. Мислам, ова е рефлекс природен. Ако е така, значи не е толку слаба колку што зборувате, господине Рамадани. Не, значи слаба е до толку што никој не сака со ништо да се асоцира со незе. Во таа смисол, значи веќе има активен, не само гнев кон ДУИ, туку веќе има активен гнев. И пак ќе кажам, ако тоа, значи ако овој активниот гнев се преиначи во тоа што се очекува, значи поголем одзив на гласачи во сите блока, тогаш мислам дека судбината на ДУИ нема да биде исклучено добро, всушност таа веќе нема да има судбина како политичка партија. Се јавивте за реплика, господин Ристовски, повелете. Одлична поента од господинот Рамадани. Значи,
суверената позиција на ДУИ е сериозно разнишена. И таа никој пат нема да биде иста како во изминативе 10 години. И тоа е охрабрување за опозицијскиот албански политички корпус, и тука треба и тие да одат на монолитност, на единственост, на обединување, за да можат конечно да го разбија тој политички корпус во кај албанскиот политички блок. ДУИ направи уште една катастрофална грешка, си ја наруши својата позиција во однос на американците во однос на меѓународната заедница, со нивниот колеблив став во однос на позицијата на специјалното јавно обвинителство. Со тоа тие потврдија дека се длабоко вмешани во криминали паралелно со Тоа за вас е доказ, ВМРО господин ДПМН. Ристовски? Да, ако сакате психолошки да анализирате зошто вам би пречело специјалното јавно обвинителство на еден доверлив, кредибилен начин да ги води постапките, основаните сомненија, да има обвиненија и така. Зошто вие сте нагласено чувствителни на позицијата и на работата на специјалното јавно обвинителство? Значи кажувате дека евентуално може утре да ви открие некоја ваша слабост, некој длабок греф, некој длабок криминал. Знаете, во изминативе 10 години има сериозни нерасчистени случаи. Смилковското езеро е едно, Кумановските настани со Диво населје второ. И секаде струи во јавноста дека ДУИ бил длабоко инволвирани во едниот и во другиот случај. Можеби прислушкуваните разговори го кријат одговорот и затоа се толку чувствителни на работата на специјалното јавно обвинителство. Но тоа не дава доверливост кај гласачкото тело. Јас се надевам дека албанското гласачко тело е мудро и длабоко ќе промисли дека ДУИ повеќе не може да има таа привилегирана позиција што имало. Од тука ќе му го одземеме лостот на ДПМН и понатаму да има сила и да може да формира влада или да владе или било како. Така, ќе почекаме да видиме Да. силата на кој како е. На ДУИ натака ми одираката не е намерно. Ке сакам да продолжам со вас, господине Рамадани. Ако е се тоа така, како што велите вие и се согласува господинот Ристовски, токму затоа прашам, дали повеќе разделени блокови ќе можат да успеат да се спротистават, сепак се власт. Во теоријата знаете дека на денот на избори власта секогаш има барем 20% предност пред опозицијата со самиот факт дека е власт. Да, па затоа, например, одзивот е еден голем момент што го спомнувам. Имено, вие кога ќе погледнеме на историјата на последните избори кои се случиле во Македонија, значи било легитимни, било како што веќе јавно кажуваат од специјалното јавно обвинителство, некои со сериозно индикации дека се до крај фалсификувани како последните парламентарни или председателски избори, но било како, кога ќе погледате историјата, вие имате еден многу мал процент на излезеност. Значи не е мал е за историјата на излезеноста во Македонија. Значи, дури и така напумпани бројки, не знам, полнети кутии, измислени гласачи и така натаму, се 60 или 62%, а изборите кои ги спомнав, значи 2002 година, беа со 73 или 74% излезеност. Ова е само дополнителен момент зашто одзивот ќе биде многу важен и на овие избори. Со тоа се прекинува било каква логика на купување на гласови. Гласови се купуваат, дури вие можете да одлучите со 100 гласа, тоа е претежно, знаете, во локалните избори, каде што за 100 гласа можеби се одлучува победникот, градоначалникот, не знам, у Ресен или некоја мала општина. Се купуваат гласови каде што заради изборниот модел некаде може некој пратеник да се зима или не. Но вие кога ќе направите одзив, да, не знам, во една изборна единица само со 8.000 може да се оди пратеник, тогаш навистина ќе биде многу тешко некој да купи. Не се купуваат 8.000 гласови. Значи, никаде во светот нема таа пара. Мислам, не дека немат пара, туку нема толку гласови на продажба никаде. Посебно не во чувствителни избори како што е сега. Тоа се анализите и заради тоа одзивот е со голема важност. Друга важност која некојаш личи на хендикеп, значи посебно за овие новите опозициони партии кај албанците, им спомнуваат, им замерат дека всушност тоа се тие истите луѓе, тука биле некаде, дали во ДУИ, дали во ДПА, но од друга страна, тоа се искусни луѓе кои веќе влегле во неколку изборни процеси со овие изборни единици. Така да тие, повеќе од сите други, ги знаат тие калкулации, колку се важни во ваква поделеност со вака изборни единици, колку е важно, например, и одзивот, но колку е важен и координираноста помеѓу некои субјекти.
И заради простиот момент што во Македонија сега се очекува голема промена која ќе донесе до воспоставување, пак ревоспоставување на минимален ред и на функционирање на правна држава. Јас се сложувам со господинот Наков дека ние имаме тука голем криминал и големи процеси кои што ни укажуваат дека тука кај нас има поголеми кризи дури од последната политичка криза, но не можеме ништо од тоа да решиме пред да ја решиме ова фаза и ние да се подигнеме на тој ниво. Господин Наков, вие сметате дека една од критичните точки за регуларни избори е работата на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа особено обрнувате внимание на прислушуваните разговори. Вие велите дека специјалното јавно обвинителство, за да ја врати довербата или да граѓаните да веруваат дека работи ефикасно, како што велите вие, дека мора да каже кој прислушувал. Сметате дека тоа би можело да биде некој преломен момент за охрабрување, за излегување на избори, за притисок врз власта доколку би сакала да ги одложи изборите повторно, па за да се дојде до... Специјалното јавно обвинителство е формирано со таа цел, за токму да се откријат, односно обелоденат работите, прислушкуваните разговори и случаевите кои што се спомнуваат во нив. Да не ги редеме тука од Сопот, Монструм или Смилковско езеро, како беа Кумановските случаи, момчето на площадот Сашко, како Мартин Нешковски, Младенов и така натаму. Не можеме ние тука да заборавиме или да запоставиме науката дека не е моќна или не може да ги реши сите овие случаи. По мене, клучниот проблем е новиот закон за заштитен сведок. Зошто? Според сегашните решенија, за да некое лице се стави под таква заштита, треба најмалку 6 до 7 институции да бидат запознаени со тоа. Огромен е ризикот некое лице да се прифати за една таква дејност. Меѓутоа, голем е бројот на самопријавени лица. Затоа мора тоа да остане во раците исклучиво на специјалниот јавен обвинител. Токму ради тоа, лично сметам дека пуч како случај е најголемиот. Тука сака да се фрли дамка дека постои некој трет кој што прислушкува. По моје длабоко убедување, јас цел живот ја работам таа работа и друго и не знам да работам. Мислите на кривичното право? На кривичното право, да. Работите се вршени од нашите служби, односно прислушкуваните материјали ги имат правено наши системи, наши луѓе. Врз основа на што го тврди тоа, господин Наков, ова е сериозен... Па ја уште на почетокот сериозно обвинување или сомнение? Не е само сомнение, веќе меѓутоа имаме основано сомнение, бидејќи ги напомнав двата случаеви на вештачење од Германија и Америка, меѓутоа јас сум убеден дека и кај нас има спремни стручни форензичари што може да дадат одговор на сите тие прашања. Може да се смета тоа како доказ? Како не? Како не? Тоа би бил крунски доказ во целиот случај. Токму ради тоа се тактизира на еден начин да заврши едниот предмет па да се отвори другиот предмет. Значи зависноста на пуч со тврдина е ко врзан сат. Значи, ако добро ве разбрав, за вас решавањето на случајот Пуч е една исто така од критичните точки за да може да дојдеме до следен чекор, односно на крај до целта до регуларни избори. Јас сум убеден во тоа и сметам дека ради тоа се сите обструкции што се прават врз специјалното јавно обвинителство, како сето тоа не би се обелоденило пред изборите. Господин Ристовски, неколку пати ги споменавте медиумите. Велите дека и медиумите треба да придонесат за регуларни избори. Зошто сметате дека медиумите се критична точка? Тие се отворен прозорец кон јавноста. Значи, јавноста мора да биде запознаена со се што се случува во државата на еден отворен, транспарентен, убедлив начин. Значи, гласачкото тело ќе цени дали владеачките партии добро владеат или не врз основа на информации. Медиумите се тие кои што се прозорец кон јавноста. Информациите до гласачкото тело ќе стигнат токму преку медиумите. Исто така, политичките програми, пораките од политичките партии, било од власта, било од опозицијата, може да стигнат до гласачкото тело
и на непосреден начин, но основно е преку медиумите. Медиумите се тој моќен елемент, моќна алатка, компонента, лост, кој што едноставно го движи влијанието на едната или на другата страна. Во моментов, проценката е дека власта е во сериозна предност со тоа што ги подјарми медиумите во изминатиот период и направи непроценлива штета на вкупните демократски процеси, на вкупната политичка перспектива на државата и на генерациите после тоа. Но тоа е што е. Ние сега од таа позиција мора да најдеме начин како да изнедриме отворен јавен простор, отворен медиумски простор, да сите политички визии се соочат на еден транспарентен начин и гласачкото тело има доволно информации и за криминалите во власта, нели, преку работата на специјалното јавно обвинителство, кое одлично на транспарентен начин на пресконференции едноставно ги соочува своите аргументи за основни сомневања, за обвиненија. Медиумите известуваат, господине Молам? Ристовски. Велам, за сето тоа медиумите континуирано известуваат. Известуваат, тоа е се во ред и процесот е отпочнат. Меѓутоа, треба тоа да се продлабочува, треба тоа да се интензивира, треба повеќе дебати, треба повеќе разговори, треба повеќе јавност, повеќе транспарентност во сите институции. Власта не смее да биде, знаете, ако е власта чиста и честна, јас често пати да го споменувам, секој човек што е чист и честен ќе биде силен како лав. Зошто они се сега исплашени? Они неспретно реагираат во цела оваа ситуација, они не знаат како да го сокријат гревот, фактички не знаат. А дека грев постои, сите сватија, најмалите деца знаат дека прислушкувањето е од нив. Тоа е јасно како бел ден дека тие го прислушкуваат сето ова. Дека тие западнаа во својата замка. Еви американски експерти и меѓународната јавност веќе тоа го дозна. Па знаете, ајде сега инсайдерска информација, па сите меѓународни дипломатски представништва реагираат, влади реагираат на држави, чекајте, па ние со кого преговараме, со кого разговараме, со некредибилна влада. Прислушкуваните разговори покажа дека оваа влада нема кредибилитет да влада. Тоа се само сомнение, господин Ристовски, тоа се да, меѓутоа тоа да се произведе докажува. конкретни политички, дипломатски чекори од страна на бројни држави. Тие рекоа стоп, додека вие не ги расчистите криминалите со прислушкувањето, ние ќе ги намалиме, ќе ги сведеме на минимум контактите со Македонија. Тоа е страотна штета за државата во овој период. Тоа е условот и на пример. Почитувани гледачи, останете со нас, ќе се вратиме по... Господин Ристовски, кога веќе ги споменувате медиумите, би сакал уште нешто да ве прашам. Вие повторно ја напаѓате актуелната власт дека е виновна за случувањата во медиумите, за кои што велите дека не се добри. Меѓутоа, и опозицијата имаше момент или случај кога лидерот на опозицијата и на коалицијата јавно кажа, посочи медиуми за кои што рече дека се нивни непријатели. И тоа не е во ред. Значи нема непријатели во тој контекст, има само политички соперници, има само политичка битка на теренот. Актуелната владеачка гарнитура со години наназад систематски работеше да ги подјарми медиумите. И не застанува во тој процес, знаете, обидите со Мак Петрол, со Телма и понатаму продолжуваат. Значи се што е независно опозицијски критички настроено кон власта и кон владењето е предмет на отстрел. Вие знаете што се случи со Ајден. Тоа не е добро за една власт. Иако во политиката, во реал политиката и во учебниците се учи дека тој што го владее медиумскиот простор, тој ја владее јавната политичка сцена. Тоа е така. Меѓутоа има повисока вредност во сета таа работа. Ако вие имате честност во владењето, ако имате доблест за својот народ, ако имате љубов за својата нација, ако имате љубов за државата, која што нели нацијата ви ја доверила власта фактички на избори, вие треба да покажете честност, вие треба да се отворите за се. Вие треба да имате отворен став, дури и пожелно и критички медиумите вас да ве обсервираат. Едноставно тоа ќе ви помогне утре да ги насочувате вашите владени политики во вистинската насока. Ние тој сенс не го изградивме. Зошто? Затоа што имаме автократски модел на владење. Власта се однесува како слон во продавница за стакло. Каде и да се заврти, каква год политичка одлука да донесе во демократскиот контекст, крши околу себе. Видовте што се случи со расправата во собранието. Токму тоа ве прашувам, затоа потсетив на изјава на лидерот на опозицијата дека некои медиуми
ги посочи со име, дека се непријатели на таа опозиција, тогаш што може да очекуваме, еве и доколку опозицијата дојде на власт? Нели е тоа исто критична точка за која што еве знаеме веќе јавно дека кога ќе дојде таа опозиција на власт, тие медиуми ќе бидат непријатели? Мудрост е да се учите на туѓите грешки, а не на сопствените грешки. Ако видовте дека тој модел не придонесува за демократски дострели во државата, за развој и просперитет на нацијата и државата, тогаш вие мора да го менувате тој модел. Не е целокупната вистина вие да ги владеете медиумите за да ја владеете сцената. Лорд Ектон бил во право, нели, власта корумпира, апсолутната власт апсолутно корумпира. Целата идеја зад која се крие позади автократскиот модел на владење и потребата автократски некој да владее е корумпираноста, криминалитетот. Страшни корупции се случуваат во државата. Global Financial Integrity излезе со податок дека од платно-билансните сметки на државата недостасуваат, испаруваат од официјалните сметки на Министерство за финансии, на буџетите на општините, статистика царина 500, половина милиарда долари годишно. Во изминативе 10 години тоа се повеќе од 5 милиарди, зборуваме за официјалните, не зборуваме за сивата економија, не зборуваме за тендерите и за анексите на тендерите. А тоа се решава со едно просто нешто, се менува законот и се ограничува анексот до 10% од износот на вредноста на јавниот тендер. Над 10% од износот на јавниот тендер мора да се распише нов тендер или се прекинува постапката. Анексите се она дувло каде што се крие корупцијата, и ако специјалното јавно обвинителство ги следи само анексите на сите поголеми тендери на 10 милиона долари, тогаш ќе видите дека таму има страутни крокодили, не гуштери, таму е криминалот. Се јавивте за реплика, господине Рамадани? И вие, господине Наков? Ворете. Да, проблемот со медиумите во Македонија, пред да се истакне таа заложбата на политичките елити да ги контролират на некој начин медиумите, за со тоа да контролират поголем дел од јавноста, стои и во медиумите во Македонија. Да не заборавиме, значи медиумите, етимолошкиото значење на медиум е средство и медиација. Значи нешто што е посреди во тука кај нас беше многу чест случај, медиумите веќе станаа страна. Значи медиумите тука стана страна, не знам, кога некој ќе ги набројуваше општествените чинители и набројуваше и по некој медиум. До толку тие беа страна. Затоа не ве чуди ако излезе некој лидер на политичка партија и каже тоа се наши непријатели, зашто тие станале страна. Значи тие не се посредниците кои што на јавноста требаше да кажат, туку тоа се страна која, например, еве во конкретниот случај, не да бидам негов адвокат, но конкретно, значи како би рекол човек на политичка партија на која и се одбива легитимно право да се рекламира во еден комерцијален медиум. Значи, тие медиуми одбиле на тој човек да се рекламира, све легално, легитимно. И како да не ги нарече, например, непријатели? Зошто? Со тоа што станале страна. Значи, тука имаме случај само во Македонија, значи, беа објавени, нели, разговори на луѓе кои се обвинети за големи злодела тука со една, не знам, голема новинарка во која се кажуваат работи многу важни политички и каде што двете страни настапуваат како страни. Значи тоа веќе нема ништо во медиација таму, нема ништо во посредништво и нема ништо во објективноста на таа личност како новинар или на тој медиум како новинарска куќа. Тоа веќе не е работа, значи што се кажува во издаваштвото Сика Environment, дека болесно обкружување за медиуми. Тука имаме целосно пореметување на основната дефиниција на медиум. Што е медиум? Значи тоа веќе не се медиум. Ние имаме и светски кредибилни медиуми кои заземат страна. Некни Нью Йорк Таймс објави дека ќе биде за Хилари Клинтон и така натаму, но тоа честно го објави во едиторијал, ги спомна начелата и така натаму и така натаму. Но го образложи како редакцијски став. Тука не, тука имаме страна, тука имаме човек, значи еден од медиумските терористи кој што членува во 8 владини комисии. Едниот друг што мислам 2-3 медиуми кои земат големи пари од државата, од нашите јавни, земат повеќе од МРТВ, земале јавни пари. Сега како да го одредам ја тоа дека не треба да бидам против приватен медиум кога тој зел повеќе пари од јавниот медиум, на пример. Значи такви случаи што не се болни и заради тоа мислам дека колку тие ќе сватат како што
разбирате, еве ги гледаме последните знаци, значи и во МРТВ и во другите, дека тие полека малку се отргнуваат и влегуваат, се враќаат на тоа што треба да е медиумот. А медиумот е ничи, не може медиумот да биде нечи. Може да застапува нечија страна, но не може тој да биде страна во смислана. И затоа мислам дека и ад-хок телото како така ќе придонесе посебно заради изборите. Еве се нека биде така. Да се согласиме дека е така, господине Рамадани. Токму затоа прашам, ако медиумите се критична точка за регуларни избори или за разрешување на целокупната оваа криза, тогаш што да очекуваме ние дека ќе се реши кога пак велам лидерот на опозицијата вели дека одредени медиуми се негови непријатели. Тоа значи дека медиумите и понатака ќе останат критична точка и повеќе од тоа. Сега им иде во коктел и во основање на годишници. Мислам дека подоста, посебно последниот месец од формирање на ад-хок телото, многу од тие медиумите, да не заборавиме, во нив има политички потрезвени луѓе од тие големите медиуми, отколку што има во владеачките партии, така да многу од нив веќе ги сватија многу од моментумите и веќе полека се враќаат на тоа што треба да го работат и што треба да бидат, а тоа е да бидат медиуми, да бидат ничии во смисла на незаземање страна, и мислам дека многу од тоа веќе се поправи и нема да имаме такви случаи на еклатантно непријателство како што имавме порано, мислам. И јас би го нарекол непријател некој кој што отворил дуќана, вика тебе не ти продавам. Значи, не може да... Мислам, тоа е душмански однос и нема тука... Вие велите така, Воред? Се јавивте вие за реплика, повелете? Веќе ги потврди господинот Рамадани. Само една реченица сакам да додадам во она што го изнесе професорот, многу академски, дека финансовиот криминал е фактички суштината на целиот криминал во владеачката гарнитура, меѓутоа не е само тоа, иако таму кога се во прашање парите, слободата е најмила, меѓутоа јас сум убеден дека не постои совршен криминал. Совршен криминал. Злостор. Или криминал, како сакате, затоа што имаме криминали злосторнички. Господин Ристовски, господинот Рамадани го спомна изедночувањето на изборните единици. Тука веќе доаѓаме во делот на тие математики, калкулации, сепак изборите се математика. Вие исто така споменавте, малце начинавте оваа тема. Зошто мислите дека ова е критична точка? Ако станува збор за техничко прашање, па ете дури избирачкиот список го споменавте, кога станува збор за техничко прашање, кое се решава, како што вие велите, многу едноставно. Кај избирачките списоци не сум сигурен дали е пропуштен моментот, дали има сега во оваа фаза можност нешто се менува во тој контекст, освен она што е техничка. Сега се расправа, се договора. Да, меѓутоа моделот не е на дневен ред тоа е модел. законска обврска. Ако сакаме изборите да бидат уставни, мора да бидат испод таа разлика, значи од 5%. Не, тоа е во ред, техничкото дотерување се случува. Меѓутоа јас зборам за оној концепт за една изборна единица со отворени листи. Ќе зборам за најидеалниот модел според сите анализи, политички анализи во политичка наука за Македонија да реално ја отслика состојбата на политичкиот терен, на политичката карта, е една изборна единица со отворени листи, и тоа преференцијални отворени листи. Тоа значи дека од сите да гласачот си го одбере дури името и презимето, што знаете, ќе го подигне страот на квалитетот и дигнитетот на тие што се кандидираат на изборните листи. Второ, ќе ги симне од привилегирана позиција партиските послушници и тие што се лојални до лидерот. И трето, ќе наруши султанатската позиција на лидерите. Тоа ќе отвори простор за внатрепартиска демократија. Конечно веќе еднаш ќе се вратат тајните избори со повеќе кандидати за места во раководствата на политичките партии во тие централни комитети, председателства и така натаму. И тука веќе ќе имаме изнедрување на нови ликови, на нови индивидуи кои што имаат морален кредибилитет, кои што имаат доблесност со интегритет, кои што се угледни во средината во која што живеат. Тоа ќе го подигне квалитетот на политичката дебата, ќе го подигне нивото на политичката култура во политичкото општење, и целокупната општествена клима ќе биде под влијание на тој процес и во јавноста ќе настане на општа релаксација. Меѓутоа, знаете, автократскиот модел да бидам јас тој што ќе владее автократски, нели со позадина да интересот биде на прво место, мислејќи дека политиката е единствено место каде што
или сегмент во кој што ќе се делат сфера на интереси, влијанија, моќ и така натаму. Тоа е погрешното толкување на политиката. Тоа сведе политиката на најстариот занет на планетата. Политиката е во суштина доблесна професија. Луѓето кои што треба да се занимаваат со политика треба да се доблесни луѓе. Тие влегуваат длабоко во срцето на луѓето. Значи, со секоја политичка одлука вие влијаете на животот на човекот, на поединецот. И ако поединецот не ви е на прво место, ако вие не сте жртва за еднината на тој поединец, за еднината на генерациите, тогаш воопшто не треба да влегувате во политика. Господин Ристовски, ние мора да вратиме таа вистинска слика, наместо оваа лажна. Токму за вистински слики зборуваме, господин Ристовски, не ми одговоривте на прашањето. Ако изборите, зборуваме се во техничка смисла, се математика. И сите ги ја споменуваат таа изборна единица 6, која што излезе дека не е уставна. Меѓутоа, некако партиите како да не сакаат да решат, калкулираат со тоа. И опозицијата дури не споменува, не инсистира, нема предлог измени на закон, не прави ништо, ниту едните, ниту другите, партиите, велам, не прават ништо за да го исправат тоа. Нели тоа ќе биде и понатака критична работа, ако не ја расчистиме сега? Видите, ако има честни намери, ќе се изанализира ситуацијата и ќе се направи тоа што е навистина честно и што е законски. Значи, мене, например, не би ми пречело, ако има дискрепанца во бројот на гласови по изборни единици, да се издрвни. Тоа мислам дека е законска обврска. Да, законска обврска, уставна значи, тоа треба да се нивелира, да речеме, пред избори. Меѓутоа, јас генерална забелешка имам за, знаете, 6 изборни единици не ја осликуваат реално картата. Прават бастиони. Двопартискиот бастион во Македонија мора да падне. Во Хрватска е нагризен сериозно, во Србија е нагризен сериозно. Мора во Македонија да го нагриземе на овие избори. Мора нови блокови да се јават. Тој двопартиски бастион уништува. Тој не ја води државата напред, тој ја води надолу и назад. Може само да дополнам една реченица. Повелете? Во цело сум согласен со она што го рече професорот и господинот Рамадани. За нас, како држава, спасот е една изборна единица. Дури тогаш ќе дојде до израз квалитетот на поединецот. Меѓутоа, онолку колку што јас сум запознат, уште пред пржинските договори, имаше предлог, ако не се лажам, од Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. Амблок беше одбиен. Амблок беше одбиен или не беше припатен, или он не е преговарач во пржинските договори. Сега, колку што знам, опозицијата начелно дава согласност. Меѓутоа, како тоа некако да лебди, сакаме, не икеме. А тоа не е единственото решение, да се разбереме. Она околу изборните единици, што спомна господинот Рамадани, тоа е точно, мора тој консензус да се спази. Тоа е нужност. Да, мислам дека тоа нема што политички да се артикулира, тоа е техничка работа и знаете, последно ова укажувано е од Државната изборна комисија дека ваква има неуставна поделба, значи дискрепанцата се пројави и мислам дека тоа овие денови ќе се среди. Она што насетувам како да се сака да се постигне е дека некој сака она што е неопходно во Македонија, тоа е донесувањето на, како го разложи професорот професионално, за законот за заштитени сведоци. Некој сака да наметне дека за гласање за законот за заштитни сведоци ние сакаме да се изгласа буџет, некој друг изборни единици, некој друг, не знам, законот за заштита од бомбите или свиркачите како го преиначе и така натаму. Мислам дека сака да стави нешто за кашилок на тоа, но да не заборавиме, ние во Македонија имаме една човечка жртва веќе заради таа неопходноста на заштитени сведоци. Значи, убиството на господинот Коста Крпач или само убиството, било како ние сега не навледуваме, тоа е настан кој веќе се случил и јавното искажување на специјалното јавно обвинителство дека бил сведок кај нив, веќе става оправдано е во целата јавност е дека таков еден закон треба да се донесе и ние веќе имаме една жртва за тоа. Ние не знаеме како се случило, што се случило, веројатно истрагата на ОЈО и на СЈО подоцна ќе покаже, но веќе по друг веќе сме платиле една цена, така да се каже, заради овој закон и не треба нешто друго посебно политички да се... Тука морам да нагласаме на работа. Повелете по господинот Ристовски. Самите, како да ви кажам, увиди што се вршат после одредени настани, самоубиство или убиство
Крпач или Младенов или не знам Смилковско езеро и натаму, се вршени на таков нестручен начин, за која скоро негде читав во некој од неделниците на професорот Пиоваров. Тој многу пластично ја објасни целата ситуација како треба да се врши технички увид на лице место, кои се параметри треба да се земат, кои се материјали треба да се соберат за да се дојде до одреден резултат. Извинувам, професор. Повелете. Значи да не остане некажано е многу битно, многу важно препораката од Венецијанската комисија. Да се донесе закон со кој ќе се ослободат, значи, прислушкуваните разговори да бидат објавувани. Круцијално важно е за еднината на државата, за перспективите на секое идно владење. Докрај да се соголи вистината. Докрај да излезе сена виделина, без разлика кој ќе одговарајќи ги сноси последиците за тоа. Јас пишував една моја колумна пред не знам колку месеци, железниот кабинет Луј 16 во времето кога паѓаше монархијата во Франција. Тој беше исто фатен. Беа откриени неговите тајни допишувања, писанија со неговите министри и така натаму. Нацијата беше изложена на срам. Новата република смогна сили објави бела книга. Беа ставени на увид на јавноста и со тоа се забрза падот на монархијата. Значи во еден иден период Македонија мора да смогне сили ова да излезе во бела книга и електронски и пишано и секако како срам, печат за срамот на нацијата кој го нанела една влада во еден период од постоењето на Македонија. Во историски контекст за идните генерации, никој пат повеќе никому да не му текне да биде воајер во политиката, да зирка во спалните соби на луѓето. Ова е сериозен момент и на овие избори нацијата треба да одлучи дали ќе донесе влада која што ќе смогне сили да направи бела книга и да објави се треба да излезе на виделина. Кој правил зло ќе си одговара за злото што го направи. Како поука за идните генерации, никој пат повеќе да не се дрзнат да внесат зло во политиката. За ова постои голема повелба на народите, донесена 1215 година, ако не се лашам, од кралот Анжи, француски. 1215 година. Ние сме во 21 век. Многу емоционално тоа професорот го изнесе, сме во жалосна ситуација. Господине Рамадани, кога веќе зборуваме за сомнежи, за криминал, за критични ситуации, критични точки, како до фер избори, тогаш последна надеж на секој граѓанин на оваа држава треба да биде највисоката инстанца, тој е Уставниот суд. Што мислите, дали Уставниот суд е критична точка или сепак е исто така дел од партиските калкулации и можеби намерно втурнување на институцијата во тие меѓупартиски пресметки и борба за власт? Па, мислам дека Уставниот суд веќе на неколку пати покажа дека е на некој начин страна и калкулира со тоа. Знаете, Уставниот суд во нормални земји е нешто како недопирливо или она крајната инстанца што ја нарекувате, каде што луѓето и обични, и влијателни, и на повисоки сталежи очекуваат дека последниот збор ќе биде тогаш кажан. Значи не од странците, не од граѓаните и така натаму, туку дека тоа ќе биде кажан од Уставниот суд. Уставниот суд, иако сега со проширени надлежности за можноста за подигање на обвиненија, за човекови права и ред други. Уставна жалба, заштита на човековите права. Да. Сега тоа ништо од тоа не практикуваше и во неколку очигледни случаи таа се прогласи самата себе си за ненадлежна, иако имаше подоста случаеви за нејзина надлежност. Не верувам дека во Македонија пред да се ослободи земјата ќе биде ослободен Уставниот суд и дека нема пак да се врати таа кредибилност која што е многу важна за еден поредок. Господине Наков, ако Уставниот суд е крајната инстанца на што треба да представува синоним за државотворност, за правилни одлуки, за несомневање во капацитетот на политичарите што не водат, тогаш како вие го коментирате се тоа што се случува кога Уставниот суд, особено што често забораваме дека тој е токму таков суд кој што кога одлучува мора да го има предвид општествениот контекст во кој што одлучува и прашањата за кои што расправа. Може и ја уште едно прашање да му поставам?
Повелете, да? Дали е несовесно судење кривично дело? И дали тоа се докажува во судска? Јас многу пати вака во дебатни емисии сакам да кажам еден мој став, бидејќи јас сум претежно кривичар и се бавам со кривичната материја. Во поранешните закони, посебно кривичниот закон, постоеше кривично дело кршење на закон од страна на судија. Сега тоа кривично дело го нема, меѓутоа имаме злоупотреба на службена положба или несовесно работење во службата. Тие две кривични дела се кош. Во тоа кривично дело, во едното или во другото може да влезе тоа што кажува професорот кон начин на кршење на закон, односно кон начин на сторување на злоупотребата. Сега да ви одговорам на конкретното прашање. Јас мислам дека на крајот Уставниот суд или уставните судии ќе се одважат и ќе скренат од патот на меничните пратеници и сето она што го направија тие во парламентот. Имам некои сознание дека таму ќе има и одредени промени внатрешни и нема да дојде до тоа што народот не сака да се случи, а тоа е значи да дојде до укинување на Уставниот суд пред отпочнувањето на изборите, што на некој може да му е на специјалното јавно обвинителство, на некој може да му е тоа и посебно желано и тоа лично сум убеден дека тоа нема да дојде. И пред да се обидеме да одговориме дали е можно сите овие критички точки за кои што веќе час и половина скоро зборуваме и да се решат, па за да дојдеме до клучното прашање дали може да има регуларни избори, ве молам вашиот став за улогата на меѓународната заедница во сета ова еве македонска приказна, да ја наречам, Голгота приказна, пат по кој што одиме. Видите, чувствата се поделени во однос на улогата на меѓународната заедница. Зборувам во јавноста, меѓутоа и кај мене лично исто така на почетокот имаше дилема дека тие беа премногу млаки. Нели, во еден предолг период тие шуруваа, да речеме, со оваа влада под претпоставеното ветување дека ќе се направи исчекор во поглед на нели промената на уставното име на државата. Значи, дали има лажни ветувања или некакви ветувања и така натаму, и тие се надеваа, поддржувајќи апсолутистичка позиција на една власт, суверена позиција да може да одлучува утре за промена на името, ги однесе на сосема друга страна, тоа е веќе друго прашање кое не е предмет на оваа дебата. Генерално меѓународната заедница има позитивен став во однос на целава политичка криза во Македонија. Значи, тие се обидуваат да помогнат, да бидат еден вид на медијатори, посредници во целава ситуација, да оваа зовриена политичка атмосфера малку се олади во некој контекст и да едноставно ги приближат ставовите до некаде. И позитивна улога одигра, иако се направија можеби многу пропусти, но мора да имаме предвид дека основното ниво на одговорност е кај нас. Значи, прво кај демократската прогресивна критичка јавност, второ кај опозицијскиот корпус и трето е кај владеачките партии. Меѓународната заедница доаѓа како едно помошно средство кое што може да одигра сериозно влијание во овој контекст. Во оваа фаза меѓународната заедница ќе притиска да се одржат изборите во декември и тоа е добро да притиска. Веројатно да не беше улогата на меѓународната заедница, немаше да дојдеме до оваа точка и до овој исчекор и со целава зовриена политичка ситуација. И мојата процека е дека основната работа ние ќе мора да завршиме, а на меѓународната заедница да се надеваме само како еден дополнителен поттик или потпора или олеснување на одредени конфликтни ситуации во системот. Господине Рамадани, улогата на меѓународната заедница? Па да, мислам дека улогата на меѓународната заедница е пред се конструктивна. Ние да не заборавиме нешто дел од таа меѓународна заедница сме и самите ние. Веќе е Македонија, значи, кандидат за членство во Европска унија, кандидат за членство во НАТО и како такви ние имаме обврски, значи, освен многуте обврски за владење на право, ние имаме и обврска на зачувување на државата. Со последните скандали, многу од тоа веќе беше длабоко ризикувано и НАТО и ЕУ веќе видоа дека со Македонија, ако остават само на ваквата владеачка структура која беше окупирала институциите и државата во последните години, сериозно се нарушуваше обстанокот на ова организирана држава и мислам дека колку може ја помогна. Не да бидам нејзин адвокат,
но меѓународната заедница е во една незавидна положба во Македонија, каде што таа се повикува како пријател, се именува како пријател, но односот кон нејзе често е непријателски, во смисла да луѓето тука, посебно тие кои што владеат, некогаш заради тоа што се непријатели на вистината и на праведноста, стануваат непријатели и на меѓународната заедница и тој однос треба да биде променет или пак најмалку да не се одлее на народот, да не кажат на народот или лажат дека има некои, не знам, империалистички побуди или така натаму, туку ние сами мора ова земја да ја средиме и јас мислам дека сепак меѓународната заедница ни помага многу во тоа и е голем фактор на тоа да ја имаме Македонија каква што ја имаме сега. Господине Наков, истото прашање. Јас сум убеден дека меѓународниот фактор, гледајќи и Соединените Американски држави и Европската Унија, не случајно го добиваат епитетот олеснувачи, настојуваат на секој начин да ни помогнат, како на политички план, со убедувања, со преговори, договори, финансиски. Меѓутоа, убеден сум дека веќе крајно и убедени согледаа, увидоа дека нашата власт има не два аршини, него две лица, една за домашната јавност, а друга за меѓународната јавност. Така да таа лекција веќе научена. И пред да ја заокружиме оваа вечерешна дебата, ве молам, кажете ми после час и половина разговори за критични точки и проблеми, можни ли се регуларни избори, седно дали ќе бидат на 11 декември или може би заедно со локалните во 2017, тоа не е и така долго време за решавање на вакви сериозни прашања. Јавноста е зовриена, значи социјалните мрежи вријат, вистината се повеќе излегува на виделина. И колку повеќе се одолговлекуваат нештата, толку повеќе вистината ќе излегува на виделина и специјалното јавно обвинителство ќе добие простор да има веќе и конкретни обвиненија, како што и веќе почнаа. Значи, прогресивната демократска критичка јавност нараснува, значи сериозно нараснува, има сериозно влијание врз гласачкото тело. Рейтингот на владеачките партии паѓа, видовме кај ДУИ дека сериозно е нагризан, меѓутоа и кај ВМРО, ДПМН исто така е нагризан, според некои интерни проценки и анализи меѓу 17 и 20% веќе паднат рейтингот и е во слободен пат надолу и гледајќи дека нема никаква промена, ниту идеја за промена во тој дел, тој рейтинг колку повеќе се одолгува периодот, се одложува периодот, ќе оди надолу тој рейтинг. Од тука идејата на владеачките партии да ги поместат на пролет изборите, мислам дека ќе им се удри од глава, дека нема да биде добар потекст за нив. Критичката јавност нараснува во овој период до изборите. Мислам дека со ова што го рековме околу медиумите и со ова што го говориме за меѓународната заедница и со работата на специјалното јавно обвинителство, со ова опозицијско прегрупирање, мислам дека имаме една добра перспектива да имаме еден сериозен изборен процес во кој што ќе има сериозни политички тектонски поместувања на политичката карта во Република Македонија. Веќе нема да имаме двопартиски бастион во државата, тоа со сигурност веќе се најавува и мислам дека тоа ќе значи почеток на една нова пролет во Македонија и еден нов демократски ичекор кој што ќе отвори нови перспективи за прогрес и просперитет и на нацијата и на државата. Значи јас сум поборник да во декември се одржат изборите во вакви констелации, иако не бев задоволен и од пржинот 2 и од достигнувањата што успеа опозицијата да ги избори во тој дел. Има многу пропусти направено, меѓутоа не е момент сега да се анализира, господинот Рамадани е во право, тој дел на пропустите. Сега треба монолитност, треба единственост, треба компактност на блоковите и треба силно позиционирање пред гласачкото тело за да има сериозен исчекор на политичката карта во државата. Господин Рамадани, ве молам, кусто дали после сите овие проблеми може да се надеваме на регуларни избори? Па начелно да, значи регуларни избори сега
дали ќе бидат идеални или не, но ќе бидат кредибилни и признаени. Мислам дека одзивот кој што бе по трет пат го спомнувам, ќе одигра голема улога во тоа. Ако ми се дозволи само кратко, значи ќе се обидам со една споредба да кажам во која фаза ние сега се наоѓаме и зашто изборите ќе бидат посебно важни за Македонија, овие парламентарни избори, а дури потоа ќе се случат локални и можеби и веднаш после тоа и председателски заради кредибилноста на процесот и така натаму, а тоа е ние сега спореда све, значи Македонија е еден воз кој што излетал од пругата и од патеката каде што имал пруга и паднал долу. Ние сега сите треба да се собереме и прво да ја вратиме на таа патеката кај што имаше пруга. Таму пругата некаде има големи проблеми, значи нема воопшто пруга, некаде е рџосана и така натаму. Тоа последователно ќе го видиме при локални избори, при извештајот на Прибе и така натаму, но за сега мора да ја вратиме на патека каде што имало некојаш пруга или делови од пруга, а потоа мислам дека сепак ќе тргнеме понапред. Господине Наков, дали? Убеден сум дека на 11 декември ќе се случат парламентарните избори. Сметам дека меѓународната заедница ќе даде целосна поддршка да истите бидат, односно ќе ги наблюдува нивниот кредибилитет и нивната правилност во изведувањето. Прочитана е намерата на власта да се по секоја цена одложат изборите на 11, да се оди на пролетни избори заедно со локалните избори, затоа што ќе имат некаде околу 90% од општинските власти, односно градоначалниците, тогаш работите на терен ќе бидат многу полесни, изведувани, односно изменагрирани во нивна корист. Се надевам дека ќе имаме повторно можност да видиме во ист состав да разговараме за можеби поубави теми. Ви благодарам што бевте гости во ова издание на Клик Плюс, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, а веднаш потоа на македонски.